беше доставена вчера доцна попладне. Јас уредно се одзвав, со што практично паѓаат во вода сите нивни тврдења дека се потребни не знам какви мерки за да успешно ја водат поставката која ја започна и се работи со предмет за кој неколку пати веќе е спорувано во јавноста, за кој неколку пати тие предлага мерки за предпазливост и судот одлучи онака да оцени согласно доказите и фактите кои му беа приложени. Меѓутоа, како странки кои би морало да бидат рамноправни во една постапка, ние, јас и тимот на мојата одбрана инсистираме да бидат исполнети барем минимум елементарни услови процедурата да може да се одвива, каде што ќе бидат испочитувани минималните права на странките во постапката и токму во тој контекст денес побаравме минимално барем почитување на процесните права, но јас од друга страна со оглед на тоа што професионално се занимавам со политика веќе подолго време, свесна сум дека ова што сега се случува можеби и на брзина од страна на специјалното јавно обвинителство е резултат на тоа што се наближуваат изборите и како што јавноста во повеќе наврати беше сведок и медиумите коментираат и се целосно ставени во функција на политичката кампања на опозицијата која и после толку години во опозиција нема што да им понуди на граѓаните на Република Македонија. Единствената и според нив очигледно најважна алатка во кампањата која предстои за предстојните парламентарни избори останува да биде специјалното јавно обвинителство, така што во периодот што следува очекувано е вакви раскиди да се повторуваат, да има интензитет на работа, причем како што го најавијано и самите представници. Господин Янкуловска, давте ли иска со оглед на тоа дека кажат се дека побарате услови дека се обезбедат? Се надоврзам, само извинете, траеше само половина час на Денес не беа исполнети елементарните предуслови за да може да започне една ваква постапка, односно за да може да се случи распит. Јас не барав ништо посебно, барав елементарно запознавање со доказите кои тие тврдат дека ги имаат, за да воопшто можем да се изјаснам по нешто што во моментот се уште го немам видено. Тогаш кога ќе добиеме право да ги видиме оние документи или се друга форма на докази или се што тие ни ги ставаат на товар, јас повторно стојам на располагање на сите државни институции и ќе се јавам на било која покана во било кое време. Впрочем, самиот факт што поканата ми беше врачена доцна попладне, а јас веќе денес тука ја покажува мојата одлучност да учествувам во оваа постапка, бидејќи тоа е во мој интерес. Јас немам сторено кривично дело и инсистирам низ една правна постапка каде што двете страни ги имаат правата како еднакви учесници во постапките тоа да се докаже. Како беше одговорот на вашето барање? Дали договоривте? Барањето е консултирано на записник и дадени се одредени рокови во кои треба да се гласува. Окей. Благодариме. Гласува ли министерска? Не. Сега се чувствувате по-слободни? Се чувствувам одлично. Господја Янкуловска, 13 пати бевте помилуван од председателот Иванов. Верувате дека за сите случаи се политички мотивирани? Апсолутно. Јас немам увид во тоа на што се однесувале одлуките за помилување, меѓутоа претпоставувам дека институциите во рамките на нивната меѓуинституционална размена дошле до некакви податоци врз основа на кои се донесени одлуките, меѓутоа јас немам сторено ниту едно кривично дело. Работата која ја извршував, односно функцијата која ја извршував речиси 9 години, ја извршував максимално професионално и посветено во интерес на граѓаните на Република Македонија, во интерес на Република Македонија и јас немам од што да се плашам. Мој интерес е сите постапки да се отворат и да се затворат, за да сите овие политички конструкции, обвинувања, па и местенки, ако сакате, се демаскираат и конечно јавноста да види дека за сето ова стои само една политичка игра на опозицијата, во која се помалку луѓе веруваат. Господин Янкуловска, дали овие забелешки што имате околу недостоверување на показатели се однесуваат на сите случаи, затоа што сега специјалното обвинителство ги објави како што сте опатена или конкретно само за овој случај? Јас не можам да коментирам сите случаи затоа што немам информации за сите случаи.
таму каде што случаите се однесуваат на мене, односно каде што сум јас спомената, без исклучок до нив не се исклучитувани елементарните процесни права на осумничените. Така да, кратко, одговорот на вашето прашање е да, секогаш барем кога се работи за мене, до сега се покажа дека елементарните права не се исклучувани. А во судовија Во суд воопшто не се однесуваше распитот на прашањето на кој би требало да се однесува распитот во специјалното обвинителство. Судот одлучуваше по конкретен предлог, а тој предлог беше предлог за определување на мерки за предпазливост. за кој конкретен случај бевте За истиот за кој последниот пат ме прашавте во суд.